Кои се придобивките за граѓаните на земјите членки на ЕУ од директивата која се однесува на прекограничната здравствена заштита? Најголемата придобивка е што досега за лекување во странство, односно за дијагностицирање, не постои законски основ. Со оваа директива тоа се возможува. Друг аспект е тој што се упатуваат на лекување во странство во соодветна болничка установа која што исполнува повисоки стандарди кои што државата ги нема. Нормално тоа оди преку системот на одобрување, но исто така постои и систем на своеволно лекување во странство, со тоа што граѓанинот на Европска унија има право да побара рефундација до износот на соодветна здравствена услуга во неговата матична држава. Ова е многу важно, особено кај нас за болните од ретки болести, кои што не може да си дозволат на своја сметка, бидејќи тоа се многу скапи дијагностички третмани, да ја користат овој вид на здравствена услуга. Кога се членка на Европската унија, се пошироки можностите, бидејќи соодветните договори кои што ние сега ги правиме со соодветна здравствена установа остануваат настрана, се отвара широко поле на сите здравствени установи кои што се во системот на здравствено осигурање во соодветните држави. Кои се придобивките од дигиталното здравство и здравствена заштита и дали електронскиот рецепт ќе возможи пристап до лекови во која било земја членка на ЕУ? Македонија во овој поглед е многу напредната, може слободно да ви кажам, бидејќи проекциите, барем на нашите колеги кои што работат во IT секторот, е дека ние сме веднаш спремни, доколку Македонија утре стане членка, ние веднаш сме спремни да влеземе во системот, бидејќи имаме високо развиено електронско здравство. Имаме интегративен систем кој што функционира и на ниво на Фонд за здравствено осигурување и на Министерството за здравство. Исто така, поврзано со ова, доаѓа директно и електронско користење на електронскиот рецепт. Тоа значи практично дека доколку вие имате некој кардиоваскуларно заболување, например, и сте од една земја, одете во другата земја и вашиот престој е подолг, значи тука не прави разлика дали сте на школување, дали на туристичко патување, дали работите некаде во некоја соодветна држава, вие може слободно да го користите рецептот кој што ви го видел вашиот матичен лекар. Еден од инструментите кој што се користи за користење на здравствени услуги во прекогранично користење на здравствени услуги во Европската унија е користењето на Европската картичка здравствено осигурање или популарно наречена ЕХИК, European Health Insurance Card. Со неа граѓаните слободно може кога одат во друга држава со презентирање на таа картичка да ги добиваат здравствените услуги. Значи тоа е еден вид на легитимација или пасош за здравствени услуги. Во тој аспект ние сме веќе прилагодени како држава која што е кандидат за член во Европска унија. Ние имаме потпишано договори со повеќето земји членки на Европска унија и ја користиме иако не сме членка. Кои се придобивките на земјата по однос на унапредување на пристапот до висококвалитетни медицински производи? Европската унија има многу високи стандарди за квалитет. Кај нив согласно тие стандарди не мора многу да се чека ако одреден производ покаже одредени слабости, да треба да станат поголеми последици па да се повлече од производство. Значи, тоа е придобивка која што му обезбедува и на производителот, нели, сигурност дека пласира квалитетен производ, а што е најважно за населението дека користи квалитетни лекови и супстанции. Што ќе значи членството во ЕУ за здравствените работници по однос на признавање на нивните квалификации на ниво на Европската унија? Ние од пред неколку години почнеме да работиме на проектот на изначување на рамките за квалификации. Тоа практично значи дека се изначуваат условите под кои што средношколците се школуваат, студентите се образуваат со високо образование, во поглед на какви знаења треба да постигнат, кои квалификации ќе ги стекнат и кои се условите, нели, комплетните квалификации кои што ги имаат за да конкурираат рамноправно на пазарот на трудот. Ние работиме постепено, едно по едно работно место ги усогласуваме. Доста добро сме напреднати. Ја мислам дека во скоро време ќе ги изедначиме сите
работни позиции. Со тоа, како што реков, ќе дојдеме до тоа ниво да ако веднаш утре ни кажат влегуваме во ЕУ, ние имаме спремни рамки за квалификации и нашите кадри ќе бидат спремни за пазарот на трудот во Европската унија. Дали по зачленувањето во ЕУ постои големен ризик за одлив на здравствен кадар и кои се механизмите за ублажување на негативните ефекти од миграцијата на здравствената работна сила? Овој излив на медицински кадар, знаете, е многу актуелен, но не е само сега, тој постои долго време, но кога државата влегува во Европска унија се дигаат стандарди, значи се дигаат стандардите на давање на здравствени услуги, услови за работа, кои што не ли сметаме дека во моментов не постојат тука кај нас. Значи кога ќе се изедначат условите или барем ќе се постигне некое ниво на изедначување, нема да стане толку толку провокативно за самите доктори, нели, говориме под наводици само за нив, да одат во некоја друга држава во непознати услови, непозната социјална средина и таму да за некој помал износ на плата да работат. Значи, стимулацијата е дигањето на квалитетот, соодветно со тоа се зголемуваат и платите, нели? И унапредувањето во кариерите, стручно усовршување, знаења и понатамошен развој. Кои ќе бидат придобивките по однос на јавното здравје на нашето население по зачленувањето во Европската унија и дали земјава ќе има зголемен пристап до ЕУ фондови за негово унапредување? Македонија привлезот во ЕУ ќе треба да ја усогласи законската регулатива токму во овие 4 области, односно употреба на тутун, здрава исхрана и физичка активност, алкохол и влијанието на социјалните детерминанти врз здравјето. Дополнително тоа што ќе треба да ја прилагоди нашата законска регулатива, ќе имаме бенефит од тоа што ќе имаме пристап до членство во различни форуми, комитети и тела на високо ниво на Европската унија, токму кои што работат на овие области. Конкретно, кога зборуваме за употребата на тутун, Европската унија има строги регулативи кои што треба да се почитуваат во однос на изгледот на пакувањето на цигарите, содржината на самите производи од тутун, забраната за рекламирање, создавање на простори без чатот, цигари и слично, кои што одночување на производите од тутун. Значи се покажа дека овој интегриран пристап на Европската унија го намали бројот на пушачи во државите членки на Европската унија значително низ годините, не веднаш секако. Така да доколку ги примениме оваа законска регулатива комбинирано со кампањи едукативни и слично, по примерот на Европска унија, можеме да доведеме до намален број на консумирање на тутун во нашата држава и секако подобрување на здравјето на населението. Има и пристап до фондови специјално за намените за овие кампањи. Исто така Европската унија посветува многу внимание на здравата исхрана и физичката активност. При тоа повторно преку членување во овие форуми и тела и слично можеме да ги споделиме искуствата, да ги научиме искуството од Европската унија. Преку оваа заедничка активност особено се внимава и се многу внимание посветува Европската унија на намалување на одредени штетни производи во готовите производи прехранбени кои што се продаваат. Намалување на количината на сол, шеќер, трансмасти, заситени масти и слично. Значи Европската унија тука доколку се придржуваме до нивните стандарди и квалитети и начин на работа преку соработка на сите заинтересирани страни, можеме да донесеме да дојдеме до намалување на овие внесување на овие штетни прехранбени продукти во нашите готови производи и со тоа напредување на здравјето на населението. Исто така можеме да искористиме многу примери и фондови за унапредување на здравата исхрана во училиштата, што Европската унија посветува многу внимание на тоа и преку фондови, преку научни студии и слично, како и да се промовира физичката активност кај децата и младите. Односно потребата на алкохол, повторно постојат форуми на високо ниво каде што се споделуваат искуства од различните земји на ЕУ за тоа кои стратегии делуваат со цел да се намала штетите на употреба на алкохол. Тоа особено штетите врз децата, младите, неродените деца, да се намалат сообраќајните незгоди како резултат на алкохол, да се намали негативното влијание врз работното место и продуктивноста од употреба на алкохол. Има многу нееднаквости кои што влијаат врз здравјето на населението. Ќе набројам само неколку.
сиромаштијата, работните услови, животната средина, условите во кои што живее населението и слично. Че токму Европската унија стимулира тоа да се истражат потребите на секоја група посебно и да се подготват здравствени интервенции, здравствени услуги за секоја група посебно. Дали за членувањето во ЕУ ќе го напреди пристапот на македонските граѓани до здравствените услуги поврзани со трансплантација на ткива и органи и на кој начин? Ние и сега работиме, поврзани сме во мрежата за ткива, органи и во тој аспект може да кажам дека Европската унија нуди поголема мрежа. Иако постојат многу мислења и кај нив дека е недоволен бројот на органи кои што се нудија и согласно потребата. Важно е што Европска унија ќе понуди поголем број на органи, кои што ќе може нашите да ги користат. Сега сме ограничени со посебни договори кои што ги исклучуваме со одредени земји од Европската унија, ако говориме конкретно за. Кои ќе бидат придобивките за лицата со ретки болести, болести со ниска стапка на појава, како и лицата со комплексни заболувања? Инаку, ако говориме за ретките болести, тоа е друг аспект кој што отвора еден широк спектар на можности. Во Европската унија, согласно оваа директива, има основано 2017 година започна со работа од некаде април месец Европска референтна мрежа, во која што членуваат сите експерти од сите земји на Европска унија, во која што по посебни кластери се поделени соодветни области и каде што учествуваат експерти од соодветните земји на посебни виртуелни колегиуми, разгледуваат секој посебен случај. Дали за членувањето во ЕУ ќе го подобри здравјето и за здравствената заштита за ромите во земјата и на кој начин? Иако практично Македонија се вклучи од 2005 година во иницијативата за декадата за инклузија на ромите и од 2005 година подготвуваме и стратегии и национални планови и слично, за жал по праксата гледаме дека состојбата нема значителни подобрувања. Европската унија токму сега, пред еден месец, подготви план за унапредување на состојбата на ромите во Европската унија од 2020 до 2030 година и дава прецизни насоки за земјите членки како секоја земја членка да подготви стратегија за унапредување на состојбата на ромите на неколку главни полиња, вклучувајќи го и здравјето, другите се домување, образование, вработување и слично. Главната цел на оваа стратегија на Европската унија е да се намали онаа разлика во животниот век помеѓу ромите и останатото население. Веќе како во Македонија, така во Европската унија, проценката е дека ромското население живее 10 години пократко од останатото население. Значи, што ќе биде дополнителната предност од зачленувањето во Европската унија по однос на здравјето на ромите е тоа што од сега Европската унија многу ќе ги засили и ќе го зајакне мониторингот на спроведувањето на овие програми за подобрување на состојбата на ромите во земјите членки. Што значи дека Македонија не само што ќе добие пристап до фондови за унапредување на здравјето на ромите, туку ќе биде под еден засилен мониторинг од страна на Европската комисија дали и како е спроведува стратегијата за унапредување на здравјето на ромите.